И ова утро, почитувани гледачи, во рамките на утринската програма Деница на Мега телевизија, продолжуваме да разговараме со отец Александар Крстановски околу одредени теми кои што се битни за христијанската вера. Изминатите неколку седмици, како што и самите знаете, со отец Александар Крстановски разговаравме за сите оние особености кои што беа карактеристични за Великденскиот пост и секако и за самиот празник Великден. Иако, нели, до Спасовден знаете дека се уште се отпоздравуваат православните христијани со Христос воскресе, навистина воскресе, ние се одлучивме со отец Крстановски оваа недела да проговориме нешто околу значењето на Светото Писмо, односно на Библијата. Отец Крстановски, добро утро и еве моето прво прашање на оваа тема би било што во основа представува Светото Писмо Библија. Добро утро, Христос воскресе и поздрав до гледачите на телевизија Мега. Во основа Светото Писмо е зборникот книги кои што се делат на Стар и Нов Завет. Стариот Завет го сочинуваат 50 книги, додека Новиот Завет го сочинуваат 27 книги. Во Стариот Завет се опишани настаните од создавањето на светот, падот во грев на првиот човек, нашиот праотец Адам, а преку него и на целото човештво, и потоа промислата Божја за спасението на светот до доаѓањето на Спасителот на светот, Господ Исус Христос. Односно, Стариот Завет представува подготовка на огревовеното веќе човештво и не само човештвото, туку и целата природа, целиот универзум за доаѓањето на Спасителот на светот Господ Исус Христос. Додека во Новиот Завет централното место го заземаат 4 евангелија кои што го опишуваат животот, спасителното дело и учењето на Спасителот Господ Исус Христос, потоа делата апостолски, во кои што се зборува за раѓањето на христијанската црква, проповедта на апостолите на христијанството, прво помеѓу евреите, а потоа и помеѓу незнабожците, потоа следат посланијата или писмата кои што ги испраќале светите апостоли до одредени помесни цркви и кои што и тоа како се поучни за нас, за да заврши со последната книга Откровението на светиот апостол Јован Богослов, книга во која што повеќе на символичен начин се зборува за второто доаѓање на Господ Исус Христос како судија на светот и знаците кои што ќе му претходат и кои што се карактеристични за второто Христово доаѓање на светот. Според содржината, книгите од Светото Писмо, прво зборуваме за Стариот Завет, се делат на историски, законски, пророчки и поучни книги. Законски книги се Мојсеевото петокнижие, 5 книги Мојсееви, во кои што преку старозаветниот пророк Мојсеј, Бог ни го открива пред се моралниот закон, кој што е основа и за Христовите евангелски заповеди кои што ги читаме во Евангелијата, односно Христос во вистинска светлина ни го открива законот или заповедите кои што Бог му ги даде на Мојсеја. Потоа историски книги кои што изборуваат за историјата на еврејскиот народ, кои преку верата на нивниот родоначалник, прататко Аврам, беа избрани за народ кој што ќе ја чува идејата за доаѓањето на Спасителот на светот. Во поучните книги на поетски начин ни се даваат морални поуки за секојдневниот живот, додека во пророчките книги, покрај моралните поуки, се наоѓаат и пророштвата и прасликите за доаѓањето на Господ Исус Христос тука на земјата. Истата поделба и на книгите во Новиот Завет, тука законски книги, пред се ги имаме Евангелијата, кои што ни го даваат совршениот морален закон, кој што Христос го донесе тука на земјата, бидејќи Христос не само што го изврши спасението на светот, туку и преку своите евангелски заповеди ни го покажа патот како да достигнеме до Царството Небесно, кое што ни го вети, патот кој што самиот го отвори преку своето, прво преку својата смрт и преку своето
воскресение. Историска книга од Новиот Завет, делата на светите апостоли, како што кажав, тука се зборува за раѓањето на христијанската црква и за проповедта на светите апостоли помеѓу евреите и помеѓу другите народи, незнабожците. Поучни книги се посланијата на апостолите, бидејќи, како што реков, исто беа испратени до одредени помесни цркви и носат одредена поука за секојдневниот христијански живот. Додека пророчка книга е Откровението или Апокалипсисот на Свети Јован Богослов, кој што зборува за второто Христово доаѓање. Секако, ова поделба е повеќе, да речам, груба, бидејќи во историските книги има поука, и во пророчките книги има поука, во некои од историските, во некои од законските книги има поука, има историја и во поучните, и во законските, и така натаму, се со една цел на човекот да му се соопшти радосната вест за Царството Небесно и да му се отвори патот, да се покаже патот кон спасението. Отец Крстановски, јас мислам дека православните христијани ќе ги интересира и тоа кога и на кој начин се чита Библијата. Главното и основно место каде што се чита и кога што се чита Библијата е христијанската православна богослужба. Без малку да нема богослужение во кој не е предвидено да се чита некој дел од Светото Писмо. Дали тоа ќе бидат псалми или така наречени паримии, односно извадоци од старозаветните книги, или пак тоа ќе биде Светото Евангелие, кое што го зазема секако централното место, и извадоци од посланијата, писмата на светите апостоли. Особено, тука би напоменал за читањето на Светото Писмо во литургијата, односно во оној нејзин прв поучен дидактички дел, каде што се читаат и псалми, односно се пеат псалми, потоа се чита апостолот, односно извадоци од поуките кои што ги испраќаа светите апостоли до одредени помесни цркви, и централното место го зазема Светото Евангелие кој што се чита и толкува на светата литургија, што значи дека главното читање и основно читање на Светото Писмо е христијанската богослужба, првенствено тука е светата литургија, бидејќи од христијанската богослужба произлегува целата христијанска теологија, тоест целото христијанско богословие. Надвор од литургијата, од богослужбата, нема вистинско христијанско богословие. Тука зборуваме за соборното читање на Светото Писмо и толкување на Светото Писмо. Секако, секој христијанин, барем денес, е во можност да го има во својот дом Светото Писмо, и секој христијанин треба да го чита Светото Писмо и да размислува за Светото Писмо и да ги прима и да се поучува во толкувањата на Светото Писмо, меѓутоа во духот на православната христијанска теологија, чиј што извор е богослужението, уште еднаш подвлекувам. Индивидуалното читање на Светото Писмо не треба да се поистовети со читање на друг вид на литература, роман или поезија и така натаму каков се жанр постои. Светото Писмо треба секојдневно и постепено да се чита, односно секојдневно да се читаат кратки делови од Светото Писмо. Меѓу другото, тоа е една од целите поради кои што Светото Писмо и заради кои што Светото Писмо е поделено како што е поделено на глави, стихови и така натаму. Значи, секој христијанин треба секојдневно да се храни со кратко четиво од Светото Писмо и да размислува за она што го прочитал, и така преку целиот живот го читаме Светото Писмо. Читајќи го Светото Писмо, Библијата, очигледно дека православните христијани ќе можат да забележат и одредени пораки кои што се упатуваат од страна на Светото Писмо. Која е главната порака која што е упатена до христијаните? Имајќи во предвид дека централното место во Светото Писмо, целото Свето Писмо е важно, но централното место го зазема Светото Евангелие, и како што ни кажува самата етимологија на зборот Евангелие, што во превод значи радосна вест, главната порака на Светото Писмо е радосната вест
за Царството Небесно, која што Христос ја донесе тука на земјата. Односно го изврши спасението и ни ја соопшти радосната вест за Царството Небесно. Бидејќи ние ако поделиме Светото писмо во неколку точки, тоа за прва точка имаме во Стариот Завет создавањето на светот и паѓањето на човештвото во грев, потоа доаѓа Божјата грижа и промисла за спасување на човештвото и универзумот и ветувањето на Спасителот, за централното место да го заземе слегувањето на второто лице на Света Троица, Синот Божи, Словото Божи или Логосот Божи, кој што стана човек и ја обожи човечката природа, како човек умре, како Бог воскресна и ни го отвори патот кон Царството Небесно, кој, како што кажав, е главна тема на Светото Писмо, главна порака, тоест главна порака е радосната вест за Царството Небесно, дека ни се отворени вратите од тоа Царство Небесно, кое што е пак единство на човекот со Бога, она за што Бог го замисли човекот и целото создание, човекот зборувам како круна на целото свое создание. Отец Крстановски, јас ви благодарам што и ова утро бевте дел од утринската програма на Мега Телевизија и нели се гледаме со наредна тема наредната недела. Ви благодарам, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со отец Александар Крстановски. Зборувавме за значењето на Светото Писмо, Библијата во животот на христијаните. До нашата наредна средба, довидување.